Награда од 10.000 евра за Александра Јанева, која изведе песната за 100 години и е победник на 31-то издание на фестивалот за забавна музика Макфест 2016. Таа ја освои и наградата за најдобра вокална интерпретација Драган Карафиловски Бойс. Симона Поповска со песната «Ке најдам друг» е второпласирана и доби 7.500 евра. Таа ја освои наградата за најдобар сценски настап и дополнително доби уште 1.000 евра. Трето пласирана на Макфест 2016 е младата Антонија Гиговска со песната «За нас», која доби 5.000 евра. Гиговска ја освои наградата за дебютант која од оваа година го носи името Душан Љубосавлевик Дуле во вредност од 1.000 евра. Најслушана песна меѓу двата фестивала е «Срце да се отвори» на Зуица Лазова и Јоце Панов, а Дамир Имери е добитник на признанието за најдобар аранжман Драган Геконовски Шпато. Генералната оценка е дека годинава имаше голем интерес за Макфест и од и композициите вратија дел од сеајот на 31-то издание на фестивалот. Фестивалот Макфест е во организација на Општина Штип, а финансиски е поддржан од Министерството за култура и од Општина Штип. Интерпретаторите своите песни на сцената во Центарот за култура Асо Шопов ги изведуваа во живо во придружба на Ревискиот оркестар на Македонската радиотелевизија. За мене, сестро, не плачи, остави, ке помине, солза не вреди, назми се, срце стрекно е, беше љубов, сега знам и љубовта што е.
музиката е нешто најуниверзално. Она до ре ми фа сола и петолинието се подеднако чита и свири и во Австралија, и во Азија, и во Африка, и кај нас во Европа, и во Македонија. На тоа петолинија пишувале Бетовен, Верди, Вивалди, значи големи имења од музиката. Штип се уклопува во тој амбиент. Макфест е нашата гордост, 31 година издание, над 1100 композиции, над 1100 песни испеани кои се постојано вртат на нашите радио и ТВ канали. Неговата интернационална вредност се покажа и оваа година, но македонските ангелски гласови се покажа во најдобро издание и ми милосува во друштво на овие дами кои ги добија првите 3 награди затоа што навистина има одлични песни, отпеа фантастично, тие се одлични вокали и мислам дека нивните песни ќе бидат хитови кои се вртат наредните децении. После 31 година, како што сега Хелена Благне настапуваше на нашиот фестивал, ќе се сетат на оваа време, годините летаат брзо, но мислам дека тоа се убави моменти за нивни понатамошни унапредувања. Иначе Јанева, тој е прво место. Прв пат кога дојдов градоначелник во 2013 година, мислам дека победи, со една прекрасна песна. Сега имаме, значи, уште 2 убавици кои знаат добро да пеат и мислам дека тоа му дава посебен белег на нашиот фестивал. Убеден сум дека едната година повторно ќе ни дојдат и сум убеден дека сите овие 3 дена уживаа Штипјани, уживаше Македонија, уживаше Европа и нашите гости. Инаку, фестивалот беше 3 дена, но организацијата беше скоро година дена. Така да мило ми е што вечер имавме такви победници, наградите дојдаа во правите раце. Интернационална вечер се случи. Не морате да бидете во ќе размислуваме ли можеби ако е веќе ово интервју, што ќе биде можеби да биде на отворено. Значи морам да кажам една работа. За мене оваа година ми изненади скромноста на нашите настапувачи, интерпретатори. Навистина луѓето беа исполнети, се почувствува една атмосфера на опуштеност, на дружење. Значи имаше надпреварувачки дух фестивалот, но мислам дека она што го видов меѓу самите гости од странство и нашите пејачи покажаа дека фестивалот им е пред се драг и мил и мислам дека и она, нели секој природно е да очекува дека ќе победи, на крајот самите музичари гласаа за недобрите. Значи ги следам првите 2 вечери, гласовите и приметив дека нивните колеги им даваат гласови. Тоа е кога мојот колега ќе ме признае. Тоа е најголемо признание. СМС пораките се едно, стручно жири и мислам дека таа симбиоза од 3 гласања го одбране доброто. И мислам дека оваа вечер ќе ја памтат сите 3. Има ли шанси надвор да биде на отворено на Ние ќе правиме амфитеатар за Дисарот, за дона античка тврдина и она наше шеталиште. Ќе видиме дали ќе успееме. Мора да кажам дека намерен е да го покриеме спортско-рекреативниот центар Джексон, каде ќе имаме сала со над 6000 седишта и места и се надам дека во наредниот период тоа ќе го направиме. Битно е дека нашите композитори нека творат, нашите пејачи нека се надградуваат. Мислам дека даваме голем допринос за ширење на културата на македонскиот народ и нашите песни кои се познати и надвор од границите на РМ. Ристо Самарджиев стави печат на Макфест. Колку победи Ристо сега? Проштевете колку? Колку победи? До сега? 6 победи до сега. До сега 6 победи, онака што како автор, што како изведувач. Добре, мислам не е важно победите, мислам мене ми е преубаво тоа овде кога доаѓам и кога се дружам. Никој нема да му замери на Ѓоко Таневски пее не знам колку години овде, нема победа, ама оставил печат човекот, нели? Автор на 31-то издание, очекувате награда со вашата песна во изведба на Јанева? Песната е добра, песната е стварно добра и баш кај Александра пее брилјантно, мислам, има толку душа во незиното пеење, толку прецизно, толку емоција, толку убаво ни ја раскажува да тоа е чудо едно. Јас се надевам, таа е фестивалска песна, таа е баш песна за оваа сцена. Јас се надевам дека може и да дојде до такво нешто. Што ќе биде, кога ќе биде, но најважно е дека таа песна ќе остане. И не е само таа, значи имам и текстот кај Лена Затковска и за неја напишав првата незина песна овде на Макфест кога настапи при 10 години со оние дечиња која беа дојдени од Австралија. И незината песна ценам дека е прилично добра. Оваа година од онај што можев да видам, навистина Макфест нуди една одлична понуда, одлични квалитетни песни. Ѓоко Таневски
Викторија Лоба, ми се допаднаа сите тие, мислам сите си имаат Антонија Гиговска, прекрасна песна, Кире Костов, баш ми е драго што повторно ја твори овде на Макфест. Мислам дека е квалитетот на фестивалот, дека повторно некако како да го враќа оној сјај кој што Макфест го имаше години назад. Со оглед на наградите, не е вулгарно да ни откриеш кој е рецептот за награди и за победи на Макфест? Само да го сакаш фестивалот и да сакаш песната и да осетиш пејачот која песна нему ќе му стои. Ништо друго, нема никаква филозофија. Значи, само јас себе никогаш не сум победил на Скопски фестивал. Некако овој фестивал ми е подраг. Некако ми е, не знам, поја осеќам оваа стала, повеќе осеќам оваа публика, оваа сцена. Можеби во тоа нема никаква друга филозофија, тоа е тоа. Има магија сцената на Макфест. Дефинитивно. За мене посебно. За мене посебно, мислам, толку убави моменти овде сум доживеал, толку убави дружби и на сцената, надвор од сцената, овие околни кафанчиња на времето ги имаше повеќе такви дружби, но еве и тој момент се враќа докасе вчерашната вечер со екипава што се собравме, навистина имавме едно прекрасно дружење. Предобро, сцената си носи своја магија и некако таа магија ме некако како да ме зема уште од првиот момент, од мојот прв настап 87 година со Начеливи. И колку е полнат Макфест во октомври или во јули? Искрено бев голем противник за ова јунското представување на Макфест. Сега забележав дека може и јунското да донесе некоја своја убавина. Терасите се отворени, луѓето се порастеретени, нема тешки капути, нели сето тоа. Арнома салата ни е претопла. Во тој смисол може би некогаш организаторите ќе се дрзнат на еден малку поризичен потек, но навистина ја би сакал тоа да го видам да биде така. Браво. Да. Макфест да биде на отворено, но на платота. Да, дефинитивно. Тоа би било нешто прекрасно. Дефинитивно. Но веднаш после настапот Александра веќе победник. Знаја магијата на Макфест. Како овој пат задоволна реакција публиката имаше громогласен аплауз? Презадоволна, значи јас навистина не очекував дека ќе имам толку овации на овој настап и навистина ми е драго што после 3 години повторно сум со истиот тим овде и ја обожавам песната, ја обожавам штипската публика, така што се надевам на добри резултати. Какви да се резултатите, мене ми е многу драго што песната е апсолутен хит низ социјалните мрежи и тоа е мојата цел. Не знам дали се сеќавате, традицијата ми почна некако со добивање на награди од Макфест, која пред 2 години добив за дебютант и некако од тогаш ме прати среќа и Макфест многу си го сакам и многу ми е драг и Штип особено нели како град. Многу сум среќна за оваа награда, стварно се потрудив овој пат за Макфест заедно со сценски настап. Затоа што сакам да покажам дека еден уметник е комплетен не само заради вокалните способности, малку да ги следиме и светските стандарди, да покажеме дека треба да бидеме целокупни, заедно со изведување, заедно да посветуваме фитнес центри, за да што може да покажеме дека ќе изгледаме убаво, ќе играме и ќе пееме целокупно. Воопшто не е тешко, воопшто, само треба да се потрудите, да научите, да се посветите на себе и тоа е тоа. Прекрасно изгледа, ползу го кажа публиката, задоволна се од настапот? Презадоволна сум, ја доживав многу добро песната и среќна сум што добив толку голем аплауз. Се надевам дека им се допаднам на публиката, ќе гласат за мене. Се надеваш дека достојно ќе представиш Македонија на она твојот пребарување кој е цел Балкан? Па се надевам. Задоволни од настапот? Ма одлично. Очекување? Овие 2 дена некако се увежбуваше и оркестарот заедно со нас изведувачи и мислам дека денеска е постигнал врвот. Што значи имавме убава контрола горе на сцена, се чувствуваш најнормално као некој кој да си паднат од планета, нели? И оркестарот беше феноменален. Јас сум задоволен од својот настап. Дружбата како? Ма, одлично. Синоќ ќе направиме голема забава. Со сите оние изведувачи кои беа тогаш, кои се најдоа, како се вика, Поли и Пали. Поли гори, Пали пари гори, не. Добре. Да, сега за сега е окей, значи Панака и Грција почна. да, све што јужнието, она да жига. Јас сум задоволен, мене ми беше све окей. Не знам се други бе. Треба да ги прашаш нив. Се вративме на она времето пред 20 на години како беше, како се живееше на Макфест. Искрено прв пат на манифестација сам.
секогаш кога сум бил во друштво со некој, тогаш било и добро, било и лошо, затоа што некогаш се случува дека тој што ти е колега не значи дека секогаш може да ти помогне, туку напротив може да ти одмогне, а вака барем знаев дека сум си сам и знам дека што ќе направам, тоа ќе си биде. Голем предизвик ми беше, година и пол ме нема на телевизија, немам никаков телевизиски проекти. Искрено кога ја добив понудата со душа чекав да дојам на Макфест и мислам дека од кожа ќе се излезев, што ми беше убаво на сцена и криво ми е што заврши. Каква беше публиката? Публиката во Штип, јас ја почувствував уште пред 2 години, морам да признам дека е една од ретките публики која што знае да цени квалитет. Значи кој што сака може да каже, ама публика не може никој да излаже и она што е најважно е дека емоцијата која ќе ја пренесеш и ако си искрен и ако сакаш да пренесеш позитивна енергија, тоа публиката го цени, а тоа посебно се случува во домот Ацо Шопов затоа што втора година поред го водам Макфест и мислам дека ми е едно од најдобрите искуства во мојот живот. Миланка Рашич секако даде печат на Макфест 5 години и тоа успешен водител, заедно со сите водители. Меѓутоа е впечатокот за овогодинешното 31-во издание на Макфест 2016 и секако кога беше подобар Макфест, во октомври или сега во јуни? Макфест за мене е едно посебно музичко доживување. Едни од најубавите спомени од мојата телевизиска кариера ги имам токму од Штип и од Макфест. 5 години не се малку. Јас сум се радувала, сум уживала секој момент на сцената на Макфест и особено во дружењето со сите луѓе од музичкиот свет. Мислам дека е голема привилегија и чест што сум имала можност да бидам дел од таа македонска музичка историја. А од кај знаете, можеби и пак ќе се дружиме следната година. Јас сум искрено воодушевена вечерва. После многу години дојдов во Штип и бев дел од ова прекрасно финале. Восхитена сум од тоа како убаво публиката овде во Центарот за култура Ацо Шопов ги прифати сите композиции и особено победничката. Значи секоја чест за Александра Јанева. Во самото изведување на песната имаше толку многу аплаузи што беше јасно дека ќе земе некоја награда, дали прва или не знам. Меѓутоа тој восхит на публиката не можете да го лажирате. Значи точно публиката си го избира својот фаворит и тоа од секогаш ме восхитувало кај Макфест. Искрено кажано, околу терминот на одржување на овој фестивал, јас знаев секогаш дека почетокот на октомври мене ми е резервиран за Макфест. И многу тешко ми беше да се привикнам кога се премести одржувањето на фестивалот на пролет, меѓутоа што е тука е. Во секој случај мислам дека вечерва како телевизиски производ блесна ова издание на Макфест. Така дури делуваше како Сан Ремо во одредени моменти и навистина ми е драго што секоја година расте фестивалот. Многумина велат дека сцената на Макфест е магија. Макфест даде плеада од млади, сега се веќе возрастни автори и изведувачи. Беше ли сцената на Макфест магија и за вас, Миланка? Како не? Од секогаш било магично да си дел од фестивалот и самите први неколку секунди, значи кога ќе помине најавната шпица музичка, кога се сеќавам многу убаво, значи јас се зимнувам по скалите и веднаш имаше аплаузи. Знаете како тоа едноставно ве понесува тој убав прием, таа топла публика штипска. Тоа не се заборава. И навистина јас и после тоа, значи имав работено доста емисии во МТВ во врска со Макфест. Секогаш ми бил посебно, ќе кажам, доживување. Оние кои те познаваат знаат дека и добро играш. Како да. Чувството во живо песна заедно со ревирскиот оркестар на Македонската радио телевизија. Како ви беше пежатекот сега се пее во живо со оркестар? Да, добро, точно сменето е, убаво е, поинакво е. Секој ова ново издание на Макфест токму поради тоа што го краси ревискиот оркестар и тоа се врвни професионалци, значи само му дава тежина на фестивалот на музичко поле и мислам дека навистина, ќе кажам уште еднаш, секоја година расте, се повеќе и повеќе. Секоја чест еве и на организацијата и за преносот на МТВ. Се надевам следната година уште поубаво фестивалско издание. Работата успешно ја заврши пред се уметничкиот директор на Макфест 2016, Љупчо Мирковски, кој успеа професионално да ги заврши обврските.
Макфест конечно има и CD со сите композиции кои дополнително ќе подсетуваат на фестивалот. Значи, многу сум задоволен пред се од организацијски аспект, а друго сум им бескрајно благодарен на членовите на ревискиот оркестар на Македонската радио и телевизија, кои несебично се потрудија да го дадат максимумот од себе, потоа пеачите, композиторите, авторите на текстовите и така натаму. Значи, мислам дека беспрекорно одеше се и јас сум многу задоволен од целото ова, ќе оставиме на публиката и на народот да реши дали било добро или не, да не оцени. Штипската публика била стално реална. Може би ќе се потрудиме понатаму да го ставиме, да ги ставиме гласовите од публиката присутна во салата и тие да имаат некакво влијание во целото ова, затоа што Штип е град и на музика од секогаш бил добар домаќин и знаат да критикуваат, но знаат и да наградат. Кога те нема и после 31 година веќе апсолутен хит. Дали сцената на Макфест беше магија за Хелена Благне во незината кариера и какво е чувството после 31 година повторно да ни пеете на сцена? Па тоа е тако тешко, ја речима не могу реći. Тоа е тешко да се објасни, колку ја сакам македонската музика и колку сакам да доаѓам во Македонија. А посебно во Штип. Македонија е во моето срце заедно со музиката. Сигурно песната Кога те нема е мојата посебна и најубава песна. Кога те нема задолжителна репертуар на ваши концерти? Е у италијанском јазику. Ја пеам пола на италијански и пола на македонски. 30 години чекав да ми напиша текст на словенечки јазик, секако кој ќе ми се допадне. И сега конечно ми напиша. И да ви кажам, ќе ја снимам Кога те нема и на словенечки јазик. Yes.
видне